Dobro večer, dragi prijatelji. Večer odluči повторна направена анализа. Тоа ќе биде и од домашната и од светската политичка сцена. Кој што видовте насловот на видеото игрите на Путин и Мицкоски со Трамп. Прво ќе почнеме од глобалната игра, поточно, да говорите на састанокот на Доналд Трамп и на Руската федерација Владимир Путин. Мене ово не би изненадува. Ово кажува на една работа, дека Зеленски игра сега последната игра. Не случајно, сега се прави нов глобален, али мултиполарен свет, за да не биде испрена Америка од таа игра, бидејќи доаѓа до голема делоризација. Трамп го прави следниот чекор, се приближува или разговара со Путин, со една цел да ослабне врската меѓу Кина и Руската федерација. Интересна работа во неговиот минат мандат од 2016-2020, 2021, он се фалеше дека најмногу тогаш санкции донел за Руската федерација. Но сега што се случува? Самиот Трамп до меѓународниот суд дава санкции ради прогонот на Нетањаху и Владимир Путин, зашто го прави за да може да се сретне со Путин. Избрана е Саудска Арабија, малку чудно, бидејќи Саудска Арабија имаше договор со САД за продажба на нафта во долари, но сега почна и во јуани, значи измина тој 50 годишен договор. И која е целта на Путин и на Трамп? Целта е ослабнување на Европската унија, значи почеток на распад на Европската унија започна званично со нивниот разговор едни по часове и првата средба на руската и делегацијата на САД во Ригат во Саудска Арабија. Само немалку станало збор за Украина. Трамп му се закри на Зеленски дека ќе мора да враќа ги парите. Ги наведе некаде околу 500 милиарди. Зеленски вели дека само 100 стасале. И интересна работа овој разговор требаше да го искористи Зеленски. Како да го искористи? Он како човек на Владимир Путин, ви кажемо се една две случаи. Првата задача му беше во почетокот кога почна конфликтот да ги спреди магазините на Европската унија. Сега е да ги побуни Европската унија, си САД, поточно да го убрза распадот на Европската унија и на нивните сили. Први имаше договор, мислам дека 8 земји беа, начало со Германија, Франција, Макрон ги водеше, но они останаа без оружје и рекол дека до крај ќе поддржуваат Украина. Трамп намерно ја остави нив. И исто така побара оставка од Зеленски поточно да се извршат избори во Украина. Значи, доста интересна игра, тој е подело на сферите. Трамп е свесен дека Русија му треба поради енергенциите, но исто така и порача на Европската унија, повеќе нема да се продаваат коли. Значи, последно што направи Бајден грешка и Volkswagen го однесе во САД, вели повеќе низ улиците на САД нема да се водат европски автомобили, ќе се водат американски. А Русија, Бајден исто забрани увоз на ураниум, а ураниум е неопходен
Sad, бидејќи електрането ќе престанат, што се на нуклеарен погон, а Зеленски има улогата двојна и за Трамп и за Путин. Трамп побара во ретките минаи да враќа, а нема зашто, а на Путин му остави простор да си ја заврши работата во Украина, поточно. Значи, не само ја 4 области кои ќе станаат дел од Руската Федерација со устав, че за нив не може ни да се преговара, ево да се продолжи со Николаев, Харков, Одеса. Украина ќе се расцепи, на крај ќе остане Киевската област. Галиција веројатно може да биде вратена на Полска, али ќе биде лаов и во еден пепел, да кажеме. А унгарскиот дел гледате дека опште не се бомбардира. За Романија не сум сигурен дека ќе биде вратен. Значи, сега и целта и Украина нема да излегува на Црно море, што значи они Путин го затвори изгледот Азовската сега и на Црно море. Значи, првата задача на Зеленски беше да се испранат магазините, сега да ги навлече Европската унија, потврдно да предизвика распад на Европската унија. Ја реков дека Украина цела ќе биде под руска капа, тоа се историски руски територии, освен Киев кој на крајот сам ќе дојде. И некој интересна работа беше изјавата исто на Доналд Трамп председател на САД за Газа дека ќе гради таму. Напротив, договорено и за исток како се случи. Не случајно и се до Русија ја ослободи Сирија, значи на таа страна да се проши Израел, а Газа да остави на палестинци и те дел на подгледани на Ирак. Ова е интересна игра. Исто така Трамп има подолго време, зборува дека Кина му е најголемиот пријател, не е Русија. И со попуштање, значи, Путин бари да се санкциите укинат, автоматски Трамп сака да ги разделичи Кина и Русија, но тешко ќе успее тоа, но од друга страна гледа и да се уклучи во играта, бидејќи гледа дека БРИКС стана над 50% економија, и тоа е група на држави кај 55% население бројчано, над 55%, а додека Западот, заедно со САД, некаде се околу 15%. Значи, ова е многу интересна игра. Кина е нормално известена. Значи, Кина мултиполарен свет, прва група ќе бидат Кина, Русија, САД ово го прави и ова игра, за да биде кој трета земја, а втора група ќе бидат Индија, Бразил, така натаму, да не ги гледат сите. Ова беше за глобалната политика сцена, интересна играта, а Зеленски одлично игра. Интересно, Трамп што побара од Зеленски да направи нови председателски избори, бидејќи и Русија и Владимир Путин кажал дека нема да преговарат бидејќи е нелегитимен. А тоа би се случило некаде септември, октомври, ако би се закажале, а за да може да се подпише мир. За тоа време Путин има време, значи, да ги припаи деловите што се историски руски, тоа се. Што ви кажа, Харков, Николаев, Одеса, ќе се оди до Киевската област, но нема да се влезе во Киев. Тоа е што се однесува до глобалната политичка сцена. Сега да кажеме за игрите на нашиот премиер Мицкоски, Христијан Мицкоски, со САД и со дењето на инаугурацијата, не само на инаугурацијата, со 3 веќе одења во САД. Мора да признам дека јас како новинар аналитичар,
Малко се зачудих, ikna laženje, бидејќи Трамп никој од европските лидери не повика на негова инаугурација. Но, најверојатно, премиерот Мицкоски отиде по нечија покана од некој сенатор републиканец. Но направи голем чекор што во моментот ме зачуди мене, кај нас се викат некајат на свадба не свадба. Којот е голем чекор што никој не го разбра, мора да признам, ја чекам да се нагади толку да видам како ќе се одвија понатаму работите, да не брзам. Играв малку фудбал, знам дека кога треба да се гади топката. Зошто се Мицкоски не повика, званично збореме, во сад. За да се забележи поддршката на Македонија и на премиерот Христијан Мицкоски на новата администрација или поточно поддршката за Трамп. Знаеме добро дека за време на првото Трампово председателствување дојде и до Преспанскиот договор и договорот со Бугарија за добрососедство. И дори ја некој пријател, и ќе поврада собо, упорно кажува со нота се мени Преспанскиот договор, пријател да, ја согласам. Но се работи кој ќе не се гради од темно, не се гради од круп, него од темно. Мицкоски пријатно видење, не се надевам, оти немам политичар, но е потек, бидејќи беа после поврзани ше 2 години и сега е таму, зашто го велам. Со одењето покажа дека ја поддржува и дека е со републиканциве, и автоматски се отвори пат. Тоа го забележа и амбасадорката на САД, го пофали тоа и застана за неговите промени против корупцијата. Второто одење слично беше, а сега веќе и на Конгресот на републиканците, каде го истакна Преспанскиот и добрососедство со Бугарија. На кој начин ще донесе? Значи, создава темели за раскинување на тие договори. Многу интелигентно направено. Ово кажувам како аналитичар, што мене лично ме изненади. Најширам, дека така ќе одигра, бидејќи председателката Горана Сијана Давкова се обиде да го лиде на 2-3 пати. Една беше со заклетвата, едно подпишува, друго кажува, подпишува Северна, кажува сама Македонија, но Мицкоски не наседна, тогаш кажа заклетва ќе кажам, под Северната и ќе подпиша, што е фактичка состојба. Второто беше грешка исто на председателката, кој се држа со раче со гумица од Бајден го почна. Немам требам докази, ама знам дека може би за 3 години ќе почнат, тоа е гумец, но тоа не се открива, го знае кинезите и Трамп затоа толку бедливо доби. И за да добие Трамп толку бедливо, Путин му помогна, кој рече дека навија за Камала Харисон, тоа нормално во политиката се, значи супротно. Од ова гледна точка, што кои мои други Христијан Мицкоски пошти? Заминување на грбот. И одно да види кој како ќе реагира, ќе дојде тоа време, значи го отвора патов. Ја да му замерил само една работа на премиерот за сега, на економска гледна точка, со покачување на пензиите не направи една работа што ќе додаде и уште повеќе гласови, ама не сакам површно да сватим, бидејќи сум количка. Значи, тој ја не види, мобилност не се покачи ниц. Сега 5 години ќе направам, како ме ампутира ногата во јули, за тие 5 години само 720 денара е покачена во ЈНГ, а мобилност толку 2000 денара.
Znači, najzagroženije se, tukaj ќе добие и ја, и поддршка од албанците, бидејќи они најмногу взимаат социјална помош, и нормално од луѓе со човечки телесни повреди, кај мене повеќе од ковидот, имав тромбоза на десна нога, крвчена крв, таму ме удри. Од времето кога работи во болницата и мора да се дира. Драги пријатели, толку за вечерва. Оние што сака да ме следат, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe или претплатите, бесплатно е. И ако се допаѓа на листа, да стават лайк. Може да ме следат и на Telegram, и на Instagram. Може да кажам дека многу новинари, особено Мечка, се завета, а ека зошто лаже за одењето на Мисковски, мислам го. Сад, ја не брзам, чекав како понатаму ќе се одбива филмот, бидејќи никош не се игра направо топка, бар не во аналитиката, а и во политиката. Уште еднаш, драги пријатели, посакувам обосно убав неделен ден кој е пред нас, Македонија и создател напред, а на Мицкоски секој чест да пати и се до сега.